Како една од мерките за унапредување на велосипедскиот сообраќај во Скопје и да се поттикнат што поголем број граѓани да користат велосипед како превозно средство, актуелни се субвенциите за купување нов велосипед. Оваа мерка прва е започна општина Центар во 2014 година, кога ги додели сите планирани субвенции за 850 жители на Центар, кои искористија оваа мерка. За разлика од општина Центар, градот Скопје, оваа мерка за субвенционирање започна минатата година, а субвенционирањето продолжува и годинава. А од оваа година за прв пат и општина Карпош се приклучува кон оваа мерка. Јавниот повик во град Скопје веќе е во тек и граѓаните може да аплицираат, а јавниот повик на Карпош ќе биде отворен на 26 април и ќе трае се до исцрпување на средствата, за разлика од повикот на град Скопје, кој ќе трае заклучно со 31 август оваа година. До градоначалникот на град Скопје често се упатуваат критики дека годинава се намалени субвенциите од максимум 4000 денари, колку што изнесуваа минатата година, на максимум 3000 денари за оваа година. Од градот информираа дека во буџетот е предвидена иста сума како и минатата година, односно 10 милиони денари и субвенционирање на 50% од вредноста на велосипедот. Со тоа што годинава се намалува максималната сума која може граѓаните да ја добијат од 4000 на 3000 денари, со цел што повеќе граѓани да искористат можноста. Општината Карпош пак со јавниот повик кој ќе биде објавен на 26 април ќе доделува субвенции во висина од 30% од вредноста на велосипедот, но не повеќе од 3000 денари. Условите кои треба да ги исполнуваат барателите се исти, односно треба да се поднесе барање за надоместок, копија од лична карта и трансакцијска сметка и оригинална фискална сметка. Со оваа мерка се опфаќаат сите жители на општина Карпош, при што општината ќе субвенционира 30% од сумата на велосипедот до 3000 денари до исцрпување на средствата предвидени во буџет. За сега се одвоени 300.000 денари, со тоа што она што јас го гледам во моментов е дека граѓаните нестрпливо ја очекуваа оваа мерка, така да ако имаме сериозен интерес, веднаш на идниот ребаланс на буџет во јуни или јули месец ќе одвоиме драстично поголема сума. Дополнително во наредниот период како општина ќе работиме и на обезбедување на инфраструктура со цел велосипедистите да можат побезбедно и побрзо да ги користат велосипедите во општината. Со оглед на тоа што граѓаните од Карпош може да аплицираат и во општината и во градот, услов ќе биде да се достави оригиналната фискална сметка, за да не може едно лице да аплицира и на двете места. Истиот случај ќе биде и со општина Центар, откаде што не информираа дека во месец мај, 5-та година поред ќе доделуваат субвенции за набавка на велосипеди, под истите услови, како и минатите години, и ќе се субвенционира 30% од вкупната сума на велосипедот, но не повеќе од 3000 денари.